Колега Бајрами, имавте прилично исцрпен говор, ја опишавте историјата и историјатот на оваа Пазар 3 коалиција како оди и денеска се уште не знаеме со која бројка располагаат, но она што мене ми остави впечаток е што кажавте и потврдивте она што ние го говориме постојано, дека оваа влада на Ковачевски нема легитимитет. Значи, уште кога се формираше минатата година, кажавме нема легитимитет самиот Ковачевски, бидејќи суверенот, народот не го избра. Му ја направи владата предходниот премиер Зоран Заев и само го октроира, го назначија, еве ти од денеска си премиер. Се согласувам со вашето тврдење дека нема никаква европска матрица во ова спојување кое што нема никаква идеологија, како што и самиот кажавте, и точно е тоа дека нема никаква европска матрица. Прилично креативна метафора употребивте во делот дека се неоткриени таленти да вкусат бурек од владата и да го оштетат здравието на нивната партија. Видете, не е важно веќе дали здравието на нивната партија ќе го оштетат или не, возрастни луѓе се, кога веќе решиле да го направат овој чекор, се знае каков ќе биде резултатот на следните парламентарни избори за нив, но го нарушуваат здравието на граѓаните, почитуван колега Басри. Гледате што се случува деновиве. И во мојот говор денеска кажав, 63 дојави за бомби има само денеска. 3 месеци има секојдневни дојави за бомби и никој ништо, ни збор не кажа од каде доаѓаат, значи кој ги упатува тие закани на нашите деца, на наставниот кадар и буквално секаде и во Скопје и во цела Република Македонија. Многу е јасно дека се работи за спас на нивните лични кариери и како што констатиравте, ја убиле надежта на албанците. Само тука нема да се согласам со вас и ќе кажам дека не само кај албанците, ја убија надежта генерално кај сите граѓани во Република Македонија, бидејќи најдобро решение ќе беше да одиме на избори и суверенот, народот да си го каже сопственото мислење. Благодарам.